По бегството на затвореникот Мемети од Идризово, четворицата полицајци кои му помогнаа добија притвор. Вања Стевковска ги има деталите. Тројцата полицајци и нивниот командир од казнено-поправниот дом Идризово се осомничени дека му овозможиле на Беким Мехмети, осуден за убиство и дрога, да избега од затвор. Според обвинителството за гонење на организиран криминал, тие се осомничени за делото помагање во ослободување за кое е предвидена казна од 3 до 5 години затвор. Затвореникот Беким Мехмети се самоповредил, со цел да биде овозможено од командирот да се пренесе во клиничкиот центар Мајка Тереза. За настанот бил запознат дежурниот командир на смена, прво пријавениот СД, кој наредил да се изготви наредба за спровод од КПУ Идризово до клинички центар Мајка Тереза за осуденото лице од страна на затворските полицајци ТА, ИА, ТП и ИХ. Кривичното дело е извршено на начин што осомничените свесно и со намера да му овозможат бегство на осуденото лице, кое го спроведувале, го седнале во средниот дел на службеното возило, а не според стандардните оперативни процедури за спровод на осудени лица во посебниот дел од возилото наменет за тоа. Повредени се сите процедури за излегување на затвореникот и третман во болница. Во такви случаи, задолжително требало да биде побарана и асистенција од Министерството за внатрешни работи. Наместо тоа, затворските полицајци тргнале сами со цел да му овозможат ослободување на Мехмети. А иако на осуденикот му било ограничено движењето на рацете со средства за врзување, сепак му било овозможено да пристапи до службениот пиштол на еден од затворските полицајци со кој испукал еден куршум. Иако намерата за пукањето со пиштолот во кровот на возилото била да го оправда овозможувањето на бегството од страна на затворските полицајци, зрното од куршумот се одбило од кровот и случајно го погодило затворскиот полицаец ИХ во долниот дел од стомакот. На тројца од осомничените судијата по предлог на обвинителството им одредил скратена мерка притвор во трајање од 8 дена, а на четврто осомничениот му е одземена патната исправа и му е забрането да го напушта своето живеалиште. Обвинителството ќе трага и натаму по мотивите за ова бегство. Од ВМРО ДПМН е обвинија дека командирот на затворот додека тие биле на власт бил суспендиран заради подкуп, па повторно вратен од министерот Спасовски на истото место како командир. На ова, од Министерството за внатрешни работи одговорија дека командирите и полицајците во затворите не се нивна надлежност, туку на Министерството за правда. Чествувањето на 95 години од смртта на македонската револуционерка Мара Бунева. Повод за европратеникот Ангел Џамбаски повторно да излезе со провокации, со нови националистички пораки. Сунај Сабриевски. Изија! Тракија! Македонија! Изија! Тракија! Македонија! Нема да дозволам денационализација на бугарите во Македонија, рече денеска гласно на мегафон во центарот на Скопје бугарскиот европратеник Ангел Џамбаски. Поводот беше чествувањето на 95 годишнината од смртта на македонската револуционерка Мара Бунева, при што беше положено цвеќе на незината спомен плоча на кејот на Вардар. Џамбаски со мегафон се обрати пред стотина поддржувачи на делото на Бунева, кои дошле да оддадат почит. За да подкрепим българите в Македонија. Тука сум да ги поддржам бугарите. Нема да ги оставам да продолжи политиката на геноцид наложена од Коминтерната. Нема да дозволам продолжување денационализација на бугарите во Република Северна Македонија. Председателот на Фондацијата Македонија Виктор Стојанов со неколку видеа на социјалните мрежи се пофали дека стотици бугари ја преминале македонската граница за да им се приклучат на бугарите од Македонија на чествувањето на македонската револуционерка Мара Бунева. Обединети и организирани ние можеме да бидеме лидерите на Балканот. Јас сум заглавен на граница и не можем да ја поминам, но среќен сум од тоа што го видов. Среќен сум што сме обединети макар на еден ден за Мара.
Со зборовите вечна памет на Мара Бунева и да живее Бугарија, Македонија е бугарска. Бугарскиот европратеник и копредседател на ВМРО БНД Ангел Джамбаски, членовите на Бугарската фондација Македонија денеска го организираа претходно најавениот настан за одбележување на денот кога била убиена Бунева. Молк од министерот за надворешни работи Бујар Османи не одговори ниту на СМС пораките, ниту на телефонските повици за да каже како ќе реагира МНР по однос на денешниот настан. Скопје повторно влезе во застрашувачката листа на најзагадени градови во светот. 6ти град поред е Скопје. Властите само ги констатираат поразителните податоци. Благоје Костадинов. Скопје и денеска е повторно меѓу 10 најзагадени градови во светот, односно на 6-та позиција со 170 микрограми на метар кубен. И за време на викенд индексот покажува далеку повисоки параметри од оние дозволените 100 на метар кубен. Последните алармантни податоци за загадувањето во Скопје ја открија цементарницата Усје со исклучително загрижувачки показатели. Според градските власти кои направија и вонреден инспекцијски надзор кај Усје, резултатите покажувале дека котларата која користела мазут за загревање на работните простории испуштала многу повеќе азотни оксиди во воздухот. Драгана Велкова, советничка на град Скопје, доаѓа од редовите на активистите, вели дека контролите по правило не треба да бидат најавувани, но и покрај најавената во Усје, бројките се многу високи. Тоа се двете ротирачки печки и мерењето од онаа котлара која работи на мазут од 4,2 мегавата мощност и кај неа е констатирано надминување на границите на азотни оксиди. Меѓутоа, најголемиот проблем за нас и тоа што го зборуваме континуирано низ годините, ние како активистички групи кои сме сега дел од коалицијата Зелен хуман град, дека имаме крајно неконтролирана индустрија, дека имаме загадување кое не само што е неконтролирано, туку и не знаеме точно од каде потекнува, односно во кој процент точен индустријата е вклучена и одговорна за загадувањето, бидејќи еве парадоксално, овој надзор на Усија беше најавен надзор. Иако беше вонреден, кој по закон по правило би требало да биде ненајавен, беше најавен. Тоа е првиот проблем. Вториот проблем е тоа што повторно и кога бил најавен надзорот, се мерало само на 3 точки од вкупно 12 оџаци колку што Усија има. Значи, од тие 12 оџаци на 10, според интегрираната дозвола, Усија е должна да мери континуирано. Индустријата како сегмент врши значајна улога во загадувањето и мора да почне инспекторатот да опоменува и подопрен глас, давајќи им период од неколку дена, ако и тогаш не реагираат нивна обврска и да пишуваат казни. Возила со пониски еколошки категории кои што се увезуваат кај нас мора подитно да се редуцира. Во Скопје се гради без никаков план што значително го намалува струењето на воздухот, односно природното прочистување на амбиенталниот воздух, а по автоматизам се донесуваат повеќе луѓе кои нормално создаваат поголем отпад и формирање на така наречените малски диви депонии. Околу индустријата, значи има загадувачи со А интегрирани дозволи, меѓутоа се многу поретки, обично имаат дозволи кои се такви да треба да се усогласат за да дојдат до А интегрирана дозвола, тоа значи да ги остварат тие стандарди кои се предвидени. Потоа со Б категорија се оние кои што спаѓаат под општините, под локалната самоуправа. Меѓутоа има многу извори на загадување и загадувачи кои не се регистрирани. Имаат или елаборати и таквите треба да се подлежат на инспекциите. Значи во зависност од тоа дали се под државна контрола или под локална самоуправа. Освен загадувањето на воздухот на сите страни може да се забележат и оние така наречени малски депонии, мебел, пластика, градежен шут, руинирани објекти има во центарот на Скопје. Граѓаните кои што ги пресретнавме на местото со порака до општинските, но и градските власти на Скопје, покрај тоа што не е убаво за око, представува и реална опасност, бидејќи во непосредна близина има училиште и децата се движат таму. Ма за цела држава. Кај го има ова? Вако во Европа не се вливало? Треба да се има депонија каде што е организирано. Тоа што би кажал дека ѓубрето е многу важно. Колку градска чистота да има активност, ако луѓето не се потрудат да видат
чисти не може никој да постигне. Сите државни органи се кон целта да се движиме по патот кон Европа, но европскиот пат не може да биде проследен со ѓубре на сите страни. Светско Анаше, главниот град Скопје, е кандидат на Европската комисија за Европска престолнина на културата, но културата може да се забележи од кадрот позади мене. Добро, на крајот на вестите одиме со интервју на мојот колега Благоја Костадинов со Невена Георгиевска, советничката во општина Карпош. Се разбира, загадувањето е топ тема, за која политичарите не се вознемируваат воопшто. Одиме понатаму со вестите, а пак Стружани со поделени ставови за инцидентот од пред неколку дена, кога беа застрелани кучиња. Тие велат дека кога властите не преземаат ништо, ќе мора сами да се бранат. Бараат од општината итно да се изнајде решение. Адриана Митевска. И после неколку дена од масакрот на кучињата скитници во Струга, реакциите на граѓаните не стивнуваат. Стружани велат дека и понатаму стравуваат за својата безбедност, затоа што глутници кучиња се шетаат насекаде. Особено ноќе стравуваат да излезат од своите домови. Стружани со поделени ставови за инцидентот од пред неколку дена, но велат кога властите не преземаат ништо, ние мора сами да се браниме. Обивањето на животните со пушка не е опција и затоа бараат од општината итно да изнајде решение за проблемот. Страшно, мене ме фати пред овде кај зградата нова 10 кучиња и реков се пушти сите. Сега ак не ме јадат, што да правам? А не можам. Ја да имам пушка и јас ќе излетам. Еве со колешката, се плашите, стравувате? Многу. А една колешка моја ја фати овде 10 кучиња, едни окасни. Не знам как ќе се живеат овде. Плашиме, како да не се плашиш? И дете да си, и голем да си се плашиш. Скитници, кучиња. Стравуваме сигурно, нормално дека стравуваме. Не знаеш од ки ќе те зачекат. Иначе гледаме, само вака пра. Ама не знаеш од ки ќе те зачекат. Пратениците од ВМРО ДПМН од Струга велат дека поднеле амандман за изградба на соодветно прифатилиште за бездомните кучиња, но коалицијата СДСМ го одбила без образложение. За 2023 година поднесовме амандман со кој што баравме да се обезбедат средства во висина од 12 милиони денари за изградба на прифатилиште за овие улични кучиња, каде што тие кучиња ќе се заловува, ќе се кастрира, ќе се стерилизира и вакцинира и така понатака тие кучиња немаше да представуваат проблем за Стружани и за сите кои што ја посетуваат Струга. Но од страна на владеачкото мнозинство составено од СДСМ и ДУИ, овој амандман беше одбиен без никакво образложение и без никаква дискусија од нивна страна. Нападите од кучињата скитници во Струга станаа секојдневие, а општината наместо да го реши проблемот, ги обештетува граѓаните. Иако не откриваат која сума на пари ја потрошиле досега, информациите кои кружат во јавноста се дека минималната сума по лице е 500 евра. Од 2019 досега во Струга напад од куче скитник пријавиле околу 80 на граѓани. Минатата година полицијата регистрирала зголемување на илегалните преминувања на државната граница за 31% во однос на 2021. За 68% е зголемен бројот на откриени криумчарења и мигранти. Ване Трајков. За 31% е зголемен бројот на откриените илегални преминувања на македонската државна граница минатата година во однос на 2021. Ова го покажува статистиката на Министерството за внатрешни работи, од каде соопштува дека најголемиот дел од илегалните преминувања биле откриени на македонско-грчката граница, при што и понатаму се најзастапени лицата од Сирија, Пакистан, Афганистан, чија цел е преку државата да заминат во земјите членки на Европската унија. Во 2022 година на границите со соседните земји спречени се 27.391 обиди за илегално преминување. Најголем дел од нив се спречени на границата со Грција, додека во 2021 година спречени се 20.874 обиди, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи. Нивната статистика покажува дека лани успеале да откријат и 108 случаи на криумчарење мигранти, што е за 68% повеќе во однос на 2021. Од таа причина во текот на минатата година превземени се мерки за кривичен прогон против 107 лица, а сузбиена е и една организирана криминална група во која членувале 13 лица.
Според извештајот на Фронтекс, оваа државна граница е најбезбедната граница на Западен Балкан. Уверен сум дека колегите од СВР Штип, од СВР Струмица и од регионалниот центар Исток и во наредниот период ќе продолжат со ваква зголемена динамика при реализација на превентивните активности, но и на репресивните мерки, бидејќи тие одат една со друга. Од вкупната бројка на илегални преминувања на македонската територија, но и лица кои се цел на криумџари се од Сирија, дури 10.700 лица. Ова бројка е во пораз во однос на 2021, а значително е зголемен бројот и на лица од Пакистан и од Мароко, кои лани преку земјава сакале да заминат кон север. Најголемиот енергетски капацитет во земјава, РЕК Битола, по речиси 3 години прв пат работи со трите блока. Неодамна заврши монтажата на трансформаторот на третиот блок, што го изработи турска компанија. Тој е приклучен на мрежа и произведува електрична енергија. Непречено работат и останатите термопостројки во земјава, РЕК Осломеј, ТЕЦ Неготино и ЕСМ Енергетика, како и останатите ветерни, хидро и фотоволтаични системи во државна собственост, со кои стопанисува АД ЕСМ. Во Делчевското село Звегор продолжи вековната традиција на карневалот Звегорска Сурова, кој традиционално се одржува на празникот Василица. Овој народен обичај во пијанечкиот крај е преку носењето на маски, познат под името Сурова. Представува невообичаена процесија на културното наследство, кој води потекло од Делчевското село Звегор. Александра Митрева. Во Делчевското село Звегор ечи василичарскиот поздрав Сурова, како дел од 100-годишната традиција преточена во карневалот на отворено наречен Звегорска Сурова. Главната карактеристика на традицијата за овој настан е истерувањето на злото од селото, за што се задолжени големиот број маски кои се препознатлив знак на Звегорска Сурова. Карневал на отворено во кој најкарактеристична маска е невестата, чие лице до завршувањето на Сурова не смее да биде откриено. А потоа, кога завршува карневалот, нејзиното лице се открива и се дарува со разни подароци. По традиција, сите учесници се од машкиот пол, а всушност тие со своите маски прикажуваат свадба. Наша улога е да одиме през публиката и не сме да тргнат мојата маска, за да не го видат мојот идентитет. По откривањето на невестата во доцните вечерни часови, учесниците во манифестацијата го бираат и новиот кум, кој има задача да биде главен организатор следната година. Василичарскиот обичај пак на Звегорска Сурова е посета на домовите на жителите, традиција стара над 100 години, за која се верува дека ќе им донесе среќа и берикет во новата година. Сека година ги пречекуваме и сега исто. Дојдат до тука и од тука надолу не сме најгоре. Ама секогаш ги пречекуваме като од Бог. Што е останало така? Ставиме жешка рачија, направам пастраманли и салати што требе, и рачија, и вино, и сок, се. И јас сум 74 години, од 6 години се едва такато у нашето село. Суроваскарите меѓу останатите куќи ја посетија и куќата на овогодишната кума, која е задолжена за организацијата на оваа невообичаена процесија на културното наследство, која заедно со традиционалната суроваскарска вечера се организира во селскиот дом. Тргнуваат од селскиот дом, шетаат, не треба да се испушти ни една куќа, во секоја куќа одат и ги даруваат со разни подароци, компир, месо, боб, различно. Сега јас прва година сум кума на Сурова и ги пречекувам во мојот дом. По завршувањето на Звегорската Сурова се организира заедничка вечера на која се делат даровите кои суроваскарите ги добиле од мештаните за време на посетата на нивните домови. Инаку, како дел од народната традиција која се негува во селото Звегор на празникот Свети Василий, секој жител станува рано и во раце зема метални пари и ги растресува за да се слушне нивното звонење, со цел новата година да биде богата. Потоа се изведуваат уште неколку обичаи карактеристични за овој ден, проследени со желба за радосен живот на жителите на Звегор. А со традиционалното василичарско оро и палење на маските попладневно завршува годинашното издание на Вевчанскиот карневал. Палењето на маските символизира бркање на злото. Вевчанци веруваат дека прочистени ќе имаат среќна и беричетна година.
Ние сме народна антикорупцијска и ги враќаме парите кај граѓаните. Само да наполнит 18 години и го вработвиме вдржавно. Кој вдржавно за односи со јавност. Која јавност мора со прав од рождање? Ги водиме слепиве луѓе во Европа, ама не сакаат да одат. Не знам што да им кажам. Многу пари треба. Многу пари We lead the people to the EU. Mr. Dimitar and Mr. Christian lead the people to the EU. Иран екзекутираше британско-ирански државјанин за шпионажа. Воопшто не се осврна на ургентните повици на официјален Лондон за негово ослободување. Христо Марковски. Техеран го погуби британско-иранскиот државјанин Али Реза Акбари, поранешен заменик министер за одбрана на Иран, а кој беше уапсен во 2019 година. Акбари беше осуден на смрт под обвинение дека шпионирал за Велика Британија. Али Реза Акбари, кој беше осуден на смрт под обвинение за корупција и опсежна акција против натрешната и надворешната безбедност на земјата преку шпионажа за разузнавачката служба на британската влада, беше погубен. Иранските државни медиуми претходно објавија видео во кое се наведува дека покажува како Акбари имал улога во атентатот на врвниот ирански нуклеарен научник Мохсен Фахризаде, кој беше убиен во напад во близина на Техеран во 2020 година, за кој властите го обвинија Израел во тоа време. Во видеото, Акбари не признава вмешаност во атентатот, но рече дека британски агент побарал од него информации за Фахризаде. Персискиот сервис на BBC ја објави неговата аудио порака во која рекол дека бил мачен и дека бил принуден да признае дела што не ги направил. Иранските власти го обвинија дека добил над 1,8 милиони евра, 265.000 фунти и 50.000 долари за шпионирање. Британскиот премиер Риши Сунак го осуди погубувањето на британско-иранскиот државјанин, нарекувајќи го варварски чин. Ово беше суров и кукавички чин на еден варварски режим кој не ги почитува човековите права на сопствениот народ. Моите мисли се со пријателите и семејството на Али Реза. Нејасно е како Акбари успел да добие британско државјанство. На лицата со двојни државјанства во Иран не им е дозволено да извршуваат врвни политички функции. Организацијата за човекови права Amnesty International реагираше со згрозеност. Односите меѓу Лондон и Техеран се заострија во последните месеци, бидејќи се во застој напорите да се оживее иранскиот нуклеарен договор од 2015 година. Британија исто така ги критикуваше иранските власти за нивното насилно задушување на протестите, предизвикани од смртта во притвор на 22 годишната Махса Амини. Во Киев утрово одекна експлозија и избувна и пожар во еден од критичните инфраструктурни објекти во регионот на Киев. Според првичните информации нема повредени. Серија експлозии одекна и во Харков. Градоначалникот објави дека руските сили ја погодиле индустриската зона со 4 ракети С-300. Председателот на Украина Зеленски изјави дека продолжува тешката битка за Донбас. Во Грција напролет ќе се одржат парламентарни избори, изјави грчкиот премиер Киријакос Мицотакис, потврдувајќи ги извештаите на локалните медиуми дека владата размислува за избори околу април. Изборите ќе се одржат напролет, во основа во момент кога практично го исцрпивме нашиот 4-годишен мандат, изјави Мицотакис, чиј мандат истекува во јули. Лидерот на партијата Нова демократија, според последните истражувања на јавното мислење, ужива најголема популарност. 7 земјотреси се регистрирани во Албанија од синоќа до утрово во областа Клос, североисточно од Тирана. Од синоќа во 20 часот и 30 минути до утринава во 6 часот и 36 минути во тоа подрачје се регистрирани 7 земјотреси со јачина од 2 до 3,5 степени според Рихтеровата скала. Нема материјална штета. Земјотресот е почувствуван и во Западна Македонија. Одиме со спортските вести со колегата Зоран Димовски.
Ден за одмор и рекуперација на најдобрите македонски ракометари по стартниот синоќешен пораз од Норвешка со 27 спрема 39 на светското првенство во Полска и во Шведска. Селекторот Кире Лазаров смета дека поразот бил очекуван, но не со толкава разлика. Причината за тоа ја бара во 17 технички грешки. Видовме дека се работи за она што го зборувавме, екстра квалитетна репрезентација, Норвешка, која што ќе се бори за висок пласман, сигурно полуфинале, покажа, не сватија сериозно, се држевме одредено време, до 20 минута и мене ми е жал што едноставно не знаеме да го одржиме тој резултат, примаме 3 гола за ред за брзо време. Сега со стручниот штаб видовме дека имавме 17 технички грешки, тоа ви се 17 технички грешки дадени во рака, тоа се 17 контри на нивна страна. Не е ни чудо што примивме толку голови, не им беше лесно и на голманите. Ништо, ајде, да не кажам очекувам пораз, ние пробавме, дадовме максимум, спортски е да се бориш, спортски е да пробаш, да играш со најдобрите. Пробавме, дури во второто полувреме ја намаливме негативата. Едноставно ова е казна експедиција и секоја грешка се казнува, главите горе. Ќе пробаме да се одмориме, да се спремиме и да го подобриме некои работи што не беа добри. Мислам дека Холандија е екстра квалитетна репрезентација, но не е на нивото на Норвешка и мислам дека ќе имаме поголеми шанси за надигрување со нив. Од таборот на нашата репрезентација е веста дека Томислав Јагориновски нема да настапи најмалку на следните 2 средби од светското првенство поради повреда. По направените прегледи, утврдено е дека тој има скинати мускулни влакна и мора да одмара. На негово место е повикан Давид Савревски, десниот бек на Вардар, кој остана во Скопје по одредувањето на списокот од 18 ракометари. Дуелот против Холандија ќе го одиграме утре со почеток од 18 часот. Ракометарките на Ѓорче Петров од 18 часот во Скопје против полскиот представник Јарослав ќе одиграат реванш средбата од 8 на финалето на Европскиот ЕХФ Куп. Синоќа во првиот надпревар, исто така на свој паркет, Ѓорче Петровки славеа со минимални 27-26. Тренерот Симе Симевски ги одреди истите 16 ракометарки кои настапија на синоќешната средба. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска ќе игра во финалето на ITF турнирот во Талин вреден 40.000 американски долари. Во денешното полуфинале, Лина во 2 сета со 6-3 и 6-2 ја совлада Зейнеп Сомнес од Турција. Противничка на Ѓорчевска во утрешниот финален дуел ќе биде белгиската тенисерка Јанина Викмаер, која во полуфиналната пресметка исто така во 2 сета со 6-4 и 6-1 беше подобра од турската тенисерка Ченгис. Норвешкиот скијач Александер Ромот Килде ја забележа втората победа во 2 дена, откако по вчерашниот триумф во супер велеслалом беше најдобар и во спуст трката во швајцарски Венген во рамки на светскиот куп. До својата 6-та победа сезонава, 19-та во кариерата, Килде стигна со предност од 88 стотинки во однос на швајцарецот Марко Одермат. Подиумот го дополни италијанскиот скијач Матија Касе, кој заостана 1 секунда зад победникот. Во поредокот за спуст води Килде со 505 бода пред Одермат кој има 386, додека во генералниот пласман редоследот е обратен. Одермат е лидер со 1186 бода, дури 340 повеќе од Килде. Италијанката Федерика Бриньоне ја извојува првата победа во новата сезона од светскиот куп откако беше најбрза во супер велеслаломот што се одржа во австријски Сент Антон. Бриньоне го освои првото место пред швајцарските скијачки Жоан Хелен и Лара Гудбехрами, кои заостанаа 54 односно 66 стотинки. Американката Михаела Шифрин, иако не настапи на денешниот супер велеслалом, и натаму е во убедливо водство во генералниот пласман со 1195 бода.
пред Петра Вилхова од Словачка, која има 399 бода помалку. Одиме со интервјуто на мојот колега Благоја Костадинов со Невена Георгиевска. Таа е советничка во општина Карпош и тема се разбира загадувањето како топ тема за која политичарите воопшто не се вознамируваат. Почитувани гледачи, во вестите на телевизија 24 разговараме со Невена Георгиевска од иницијативата О2, каде што ќе подискутираме малку околу загадувањето со управувањето на отпадот и какви се активности има иницијативата О2. Добар ден и ве благодарам што ја одвоивте време да го направиме овој разговор. Може ли малку да ни раскажете околу загадувањето, најпрвен да се осврнеме во градот Скопје, што како и да се прокоментира она решение од Државниот инспекторат за животна средина за цементарница Усје. Кој е вашиот коментар како иницијатива О2? Значи, загадувањето е болна тема, веќе барем за нас како активисти 10 години наназад. Се почнува со тоа што се вклучуваме чисто да видиме дали може некако да се алармира, да се види кој е проблемот. Со тек на годините, мислам, колку што работаме, сваќаме дека проблемот, иако е огромен, не се настапува суштински за да може да се намали, да речеме, во одреден зададен период. Значи, требаше како држава да си поставиме одредена цел, рокови до кога, ако сакаме на вистина да се намали. Со теков на годиниве одредени работи се влошуваат. Понекогаш сме насочени само кон одредени извори, а не во целост, бидејќи имаме огромно загадување кое потекнува од повеќе извори. И сега кога би влијале само на одредени извори, можеки има, ако се храбри мерките и добри, може да има одредено намалување, меѓутоа за да не се чека првин со еден извор па со друг, треба паралелно на сите извори да се работи со намалување. Околу индустријата, значи има загадувачи со А интегрирани дозволи, меѓутоа се многу поретки. Обично имаат дозволи кои се такви да треба да се усогласат за да дојдат до А интегрирана дозвола, тоа значи да ги остварат тие стандарди кои се предвидени. Потоа со Б категорија се оние кои што спаѓаат под општините, под локалната самоуправа. Меѓутоа има многу извори на загадување и загадувачи кои не се регистрирани. Имаат или елаборати и таквите треба да се подлежат на инспекциите, значи во зависност од тоа дали се под државна контрола или под локална самоуправа. Меѓутоа имаме и многу мали загадувачи, исто домаќинствата, тие не подлежат на, да речеме, нови општински, има се гори, да речеме, освен дрва и недозволени работи, меѓутоа или палети кои граѓаните си ги купуваат нормално, меѓутоа каков е нивниот состав, исто тоа немаме некоја контрола. Тоа во однос на затоплувањето и од индустријата. Во однос на собрајањето свесни сме дека е дозволен увоз на пониски категории возила, така да и тој дел загадува. На градежништвото исто е во експанзија, ние без план се гради, тоа носи нови луѓе во Скопје, повеќе сообраќај, повеќе отпад. Отпадот немаме се уште стандардизирана систем на управување за отпад. Требаше во овој дел да имаме една депонија стандардизирана, тоа е Дрисла и 2 претоварни станици, меѓутоа тие станици се уште не го задоволуваат оние стандарди кои треба како претоварни станици, жители има превише, депониите си никнуваат сами. Кога ќе се исчистат на одредени места, ако се исчистат, треба тој дел да се загради, да се заштити, да се овозможи надгледување на тој за да повторно не се полнат тие депонии. И она што исто многу влијае, например, сите тие дела фрлање отпад на места кај што не е предвидено, се казниви по закон. Никој ретко кога, значи имаме ситуација да се фатат на дело и тоа прашање колку ќе се казнат и до кај кидат со казните. МВР исто е надлежна за такви кривични дела, меѓутоа многу малце има на терен. Во главном све се сведува на инспекторите некогаш и се нападнати.
Значи, мислам дека треба тоа да биде координирана акција од сите чинители за да може да имаме некои резултати. Така, од град Скопје информира дека согласно законот од 2006 година за животна средина се има регистрирано само 30 правни субјекти за А или Б еколошка интегрирана дозвола. Како да се привлече вниманието на субјектите, на правните субјекти да конкурираат, односно да си побараат еколошка интегрирана дозвола? Тоа се казнува по закон. Значи, треба да се има катастари, правиме и конкретно во општина Карпаш, значи со години треба да има катастар и треба тој катастар да се евидентира. Ако не се влезени у катастарот и тие со елаборати треба да влезат у катастарот и да се следи нивната работа. Значи не може, најлесно е да кажеме нема и сега не можеме ги следиме, но зошто нема? Зашто не се казнува тоа што нема одреден елаборат или на кој начин треба да го добијат? За секој субјект е различно, меѓутоа затоа постојат институциите, треба да се организираат и да видиме што е работата. Така, исто така може да се забележат и тешки товарни возила кои што транзитираат преку градот, а не им е крајната цел лоцирана во градот. Зошто како некоја идеја, односно МВР да контролира да се користи повеќе обиколница, да не се користат булеварите во градот? Тоа би требало да влезе во мерките за не само товарни возила, градижните механизации исто огромно загадува. За нив мислам, не сум сигурна, мислам дека нема ни стандарди толку при увоз. Така да во време на загадување според мене би требало да има мораториум на градење во овие средини кај што се над дозволени граници, меѓутоа тоа иде на страшен отпор и од стопанствениците, сите гледаат својот профит да не само профит, они викаат екзистенција за многу фамилија, у суштина гледаме дека се работи за огромен профит, така да доколку се намали оваа активност, сметам дека може да се намали нечии профит, а не да се загрози нечија екзистенција. Така да се навратиме околу отпадот, сведоци сме дека се создаваат диви депони на многу локации во градот. Како да се подигне свеста кај граѓаните да не го фрлаат отпадот каде што ќе им текне и бидејќи се стремиме да се вклучиме кон оние европски метрополи, а културата баш и не заслужува да ја добиеме таа титула. Значи, не е само до граѓаните. Подигање на свест имаме последниве 7-8 години, ние колку што се сеќаваме, значи пишувано, изборено, има активности кои граѓански иницијативи ги правеа на терен, значи за акции од граѓани да собираат ѓубро, да сватиме сите дека треба нешто да направиме, меѓутоа кај тие што може да се влие, веќе е влијаено и веќе има промени. Меѓутоа работата кај оние граѓани кои или не се запознаени или едноставно не ги допира тоа. Значи, имаме закони, имаме казни. Треба да се казнува тоа. Нека помине првато опомена ако се во зависност да речеме еден месец нека работат со опомени, ама потоа да почнеме со казни. Колку пати не се случува со граѓани да се јавуваат, да алармираат и ништо не се случува на терен. И сега и граѓаните едноставно се пасивизираат, не знаат дека колку и да пријавуваат, не може нешто да се случи. Значи, нонстоп гледам дека наводно се гори, сум реагирала неколку пати, додека излезат на терен, обично нема. Исто тука преку улицава, значи имаше пред некој ден црн чат, додека отидов таму, го снема. Значи, тие локации се гледаат, треба да имаме камери на одредени места и да се искористат тие локации каде што знаеме и оние депони што постојат, каде што се гори, да се неколку пати да се надгледуваат и да се реагира. Кога ќе има редовно казни, нема никакви апели. Казните и едноставно ќе се научиме на ред, тоа е. Ем ќе имаме пари во буџетот, ем ќе имаме некој ред во држава да се знае дека ако има ѓубре мора да го носиме на места кај што е и државата да вложи да има повеќе такви места каде што може тоа ѓубре да се собере соодветно и да се тргне од местата каде што живеат граѓани. Јас ви благодарам што одвоивте време да го направиме овој разговор. Ви благодарам и на вас.